најновото издание на Урбаните вести. Останете со нас, започнуваме веднаш по генералната најава. За Великден се вапцаат само црвени јајца. Голем дел од македонците Великден ќе го поминат во европските метрополи. Петок возилата на јавниот превоз по неделен возен ред. Казни за брзо возење, непрописно паркирање и нерегистрирани возила. Столбото на христијанската вера се љубовта со животта и со чувството. А токму на тие човечки особини не смееме да заборавиме на најголемиот христијански празник Великден. На Великден сите се потсетуваме дека треба да се радуваме за тугите успеси и да сочувствуваме за болката на другите. А главен символ за овој празник е црвеното јајце, кое ја символизира крвта на Исус Христос. Затоа црквата не оправдува вапцање јајца во шарени бои. Нема човек кој не греши, а на најголемиот христијански празник на сите православни христијани кои искрено ќе се покаат и ќе побараат прошка од Исус Христос, ќе им бидат простени гревовите, бидејќи тој со неговите страдања и воскресение ги искупил сите човекови гревови. Великден се празнува и се слави во име на пожртвуваноста на Исус за луѓето, за љубовта со која се сакаат ближните, но и во име на простувањето. На Великден во име на традицијата со црвени јајца се оди на гости, за да се соопшти радосната вест, веста за Христовото воскресение, за спасението, кое пак ни дава сила да веруваме дека нашето постоење има смисла. Великденските јајца се обележје на големиот христијански празник Великден. Јајцата се вапцаат и се украсуваат во текот на Велики четврток и Велика сабота. Има различни легенди за традицијата за вапцање јајца. Едната од нив е дека кога Исус Христос бил распнат на крстот, една кокошка дошла и под него снесла јајце. Крвта од лицето на Исус капела врз него и го обоила во црвено. Затоа првото јајце се боядисува во црвена боја. Друга легенда вели дека Марија Магдалина отишла кај римскиот император Тиберий и му однала црвено јајце, кажувајќи му ги зборовите «Христос воскресна» и му раскажала за воскресението на Исус. Според црквата, домакинките треба да се придржуваат до тоа да вапцаат само црвени јајца, а не шарени како што претежно ги прават домакинките, бидејќи црвената боја ја символизира крвта на Исус Христос. Јајцето е символ на воскресението, црвеното, значи јајце, црвената боја е слика на крвта Христова, така што тоа е народна традиција. Значи, преданието вели дека една од жените мироносици кога отишла во Рим, кај царот, кај кесарот, му дава црвено јајце, му рекла Христос воскресна. Значи, 48 недели сме постеле и ете после вратењето околу црквата и после светата литургија, веќе верниците првата мрсна храна е, би рекол, токму јајце, великденското јајце. Се разбира дека не треба во шарени бои, во други бои, бидејќи ако веќе црвената боја ја символизира крвта Христова, треба да бидат црвени јајците. Значи, погрешно е вапцувањето во друга боја или во шарена боја. Значи, добро е да се сите домаќинки придржуваат на тоа, великденските јајца да бидат со црвена боја. На Великден сите се потсетуваме дека треба да се радуваме за туѓите успеси и да сочувствуваме за болката на другите. Но сепак, брзото темпо на живот, многобројните активности и обврски, потребата и желбата за успех и кариера се повеќе не оддалечуваат од најблиските. Се помалку време од работниот ден и од викендот издвојуваме за посета на роднини. Ни останаа само празниците мотив за заеднички ручек со семејството, но и пријателите. Токму затоа, убавината и големината на Великден ја согледуваме во моќта да не спои со најблиските. Македонските граѓани за 1 мај и за Великден, наместо на излет и во кругот на семејството, ќе отпатуваат во Рим, Париз, Москва, Истанбул, Прага, па дури и во Дубај. Оваа година, поради можноста да се спојат денови за празникот на трудот и за големиот христијански празник Великден, поголемиот број од граѓаните ќе уживаат надвор од земјава, но има и такви кои сепак решиле празниците да ги поминат дома, со добра храна и во кругот на семејството.
Оваа година најголемиот христијански празник Великден многумина ќе го поврзат со денот на трудот 1 мај, па ќе отпатуваат на некоја поблиска или подалечна дестинација. На само неколку дена пред Великден, туристичките работници велат дека веќе немаат слободни места од празничните пакет аранжмани. Тврдат дека годинава има поголема заинтересираност од лани, но како клучни причини не ги посочуваат економските услови, туку можноста да се спојат деновите од двата празника. Во своја режија, поголем дел граѓани што ќе отпатуваат надвор, ќе одат во Грција, во приватно сместување или во хотел. Но годинава, за оние кои што можат да си дозволат, најинтересни се патувањата кон поголемите европски центри. Меѓу нив најпривлечни се Прага, Виена и Париз, но и Дубај, велат од туристичката агенција Савана. Од европските дестинации не спласнува интересот ниту за Италија, па и оваа година дел од граѓаните одлучиле празниците да ги поминат во вечниот град, каде што на 24 мај ќе се одвива свеченост во чест на светите браќа Кирил и Методи. Од Савана велат дека најголем интерес има за скапите авионски аранжмани, кои се продадени уште на почетокот на годинава. Од автобуските понуди, најинтересни за македонските граѓани се оние кон Грција, Бугарија, но и Србија, која со туристичките центри Копалник и Златибор се повеќе го превзема приматот на туристичка атракција. Иако аранжманите се веќе распродадени, ценовниците за празничните патувања покажуваат дека тие чинат повеќе од една просечна плата во земјава. Голем дел од населението сепак не може да си дозволи толкава сума, па затоа за празниците многу од граѓаните ќе си останат дома, со семејството и со празнична трпеза. Според податоците од агенциите, помал е интересот на граѓаните за празнување во некои од домашните туристички центри, но велат дека со оглед на фактот што има повеќе празнични денови, многу од луѓето можно е во своја режија да заминат во Охрид или Дојран. Туристичките работници информираат и дека веќе се распродадени и летните аранжмани за во јуни, а има интерес и за понудите за следниот празник, 24 мај, денот на просветителите, кој оваа година се паѓа во петок, па повторно може да се спои со викенд. По повод предстојните великденски празници, в петок на 26 април, возилата од јавниот превоз ќе сообраќаат по неделен возен ред. Во сабота на 27 април и во недела на 28 април, како и в понеделник на 29 април, автобусите на сите линии ќе сообраќаат по неделен возен ред, соопшти ЈСП. Жичарницата во вторник на 30 април нема да работи. По повод предстојните великденски празници, в петок на 26 април, возилата од јавниот превоз ќе сообраќаат по неделен возен ред, со исклучок на автобусите на линиите 11, 18, 32, 47, 51, 55, 56, 64, 65, 70, 74, 80, 81, 118, 160 и 180, што ќе возат по делничен возен ред. В сабота на 27 април, недела 28 април и понеделник 29 април, автобусите на сите линии ќе сообраќаат по неделен возен ред, соопшти ЈСП Скопје. Автобусите по неделен возен ред ќе сообраќаат и во среда на 1 мај, меѓународниот ден на трудот. Жичницата на Водно ќе работи вообичаено сите празнични денови од 10 до 18 часот, а автобусите што сообраќаат до Средноводно, 25 Транспортен центар Средноводно, 25 Автомакедонија Средноводно и 25Б Домна печат Средноводно, в понеделник на 29 април ќе возат по неделен возен ред. Жичарницата во вторник на 30 април нема да работи. Лошата патна инфраструктура, невниманието и непочитувањето на сообраќајните правила се најголемите причини за големиот број на човечки жртви, предизвикани од сообраќајни несреќи. Возачите со желба да го избегнат сообраќајниот метеж, кој е секојдневна слика за македонската метропола, често пати прават прекршоци, но во обид да се намали несовесното возење, сообраќајната полиција ги засили контролите на скопските улици. Постојаното брзање кое ни го наметнува животното темпо, како и големиот метеж во сообраќајот, не ставаат во искушение, никогаш свесно да ги заобиколиме сообраќајните закони, предизвикувајќи несреќи кои за жал неретко завршуваат и со смртни последици. Единствен начин да се избегнат несреќи е да се почитуваат сообраќајните правила и прописи,
кои според податоците на Министерството за внатрешни работи се почесто се прекршуваат. Колку за илустрација, само минатото денонокие 7 лица се полесно повредени во 4 од вкупно 8 сообраќајни несреќи, евидентирани на подрачјето на СВР Скопје. Од сообраќај се исклучени 10 возачи, кои возеле пред да се стекнат со правото на управување моторно возило. Исто така санкционирани се 6 мина возачи кои поминале крстосница на црвено светло, 5 мина кои не носеле сигурносен појас, 11 кои зборувале на мобилен телефон и 2 кои се престроиле неправилно. Портпаролот на МВР Тони Ангеловски за Прва Скопска вели дека минатата година Министерството набавило нови 80 дрегери за тестирање на присуство на алкохол, 30 радари за контрола на брзината на возење, како и 30 фотоапарати со надворешен блиц и дополнителна опрема за потребите на сообраќајните увидни екипи, со што значително е зголемена и сообраќајната контрола, што пак ги демотивира возачите да ја надминат дозволената брзина на возење или да возат под дејство на алкохол. Од СВР Скопје информираат и дека редовно одржуваат едукативни работилници од областа на сообраќајот со учениците од основните училишта и градинките, а покрај најмладите граѓани на правилно однесување ги учат и возрастните, кои со своите постапки покажале дека им е потребна едукација. За таа цел се реализира и посебна воспитна мерка сообраќајна поука, на која учествуваат граѓани кои направиле прекршоци по разни основи во својство на возачи. Одбележан светскиот ден на книгата, националната порака ја напише режисерот Милчо Манчевски. Јувентус Камп Македонија повтор пат на терените во Ѓорче Петров. Сликите од ликовната колонија Љубанци 2018 утре ќе бидат изложени во општина Бутел. Делови од Карпош центар Ѓорче Петров и Долно Количани утре без струја. Денеска се одбележува светскиот ден на книгата и авторското право. Светската порака ја напиша генералниот директор на УНЕСКО Одре Азуле, а националната порака ја напиша режисерот Милчо Манчевски, во која вели дека во книгите го нашол спасот, откако прерано ја загубил мајка си, уште пред да тргне на училиште. Националната универзитетска библиотека Свети Климент Охридски денеска го одбележа светскиот ден на книгата и авторското право, за кој годинава светската порака ја напиша генералниот директор на УНЕСКО Одре Азуле, а националната порака режисерот Милчо Манчевски. Азуле во пораката ги нарекува книгите прозорци кон нашата душа и пат кон заемното почитување и соработката меѓу луѓето, независно од границите и различностите. Режисерот, писател и фотограф Милчо Манчевски во македонската порака вели дека не е само дека му се допаѓале книги или дека сакал книги, туку тие му требале, онака како што на птицата и треба воздух или на тревката и треба сонце. Вели дека книгите му помогнале да си ја поврати рамнотежата и да си го најде местото во светот. Знаеш, мајка ми умре 4 месеци пред да тргнам на школа. Не се сеќавам на точните чувства кога разбрав дека умрела, ама мислам дека неверица и безпомошност секако беа дел од нив. Како наеднаш да ме беше понела водата и не можам да се закотвам. Ни татко ми, ни бабите и дедовците не можеа многу да помогнат, колку и да се обидуваа. Ама имаше еден свет што ми помогна да си го најдам местото. Книгите. Книги, стрипови, книги за деца, книги за возрастни, бајки, кратки раскази, митови и легенди, приказни за коубојци и индијанци, секакви книги, со сати, денови, недели и месеци, целосно исчезнував во книгите. Не само што уживав во нив, јас бев нив, ги живеев книгите во вистинската смисла на зборот, истакнува нашиот познат режисер по повод светскиот ден на книгата. Градот Шаријах во Обединетите Арапски Емирати е избран за престолнина на книгата во 2019 година, која е прогласена и за Интернационална година на автохтоните јазици, поддржана од УНЕСКО за реафирмирање и потикнување на меѓународната заедница да им помогне на автохтоните народи да ги сочуваат својата култура, своите знаења и своите права.
Светскиот ден на книгата и авторското право се празнува од 1995 година. Прогласен е од УНЕСКО, за да им се оддаде признание на книгите и писателите, а 23 април е избран затоа што на тој датум во 1616 година починале двајца великани на книжевноста – Шекспир и Сервантес. 90 деца од 5 до 17 години, машки и девојчиња, се дел од овогодинишната Јувентус Академија, која повторпат се одржува во општина Ѓорче Петров. Двајца најдобри фудбалери ќе добијат шанса своите фудбалски вештини да ги покажат на меѓународниот Јувентус камп, кој ќе се одржи во Торино од 11 до 15 јуни и во кој ќе земат учество најдобрите фудбалери од 30 земји во светот. 90 деца од 5 до 17 години, машки и девојчиња, се дел од овогодинишната Јувентус Академија, која повтор пат се одржува во општина Ѓорче Петров во организација на фудбалската школа за деца Мондано. Како што вели организаторот Драган Станојковски, искуството од минатата година покажало позитивни реакции и огромен интерес од страна на младите фудбалери и спортските работници, што било доволна мотивација за организирање на уште еден фудбалски камп, во кој 5 дена официјални тренери на фудбалскиот клуб Јувентус од Торино ќе ги тренираат децата, но и ќе бидат во улога на скаути. Имено, двајца најдобри фудбалери ќе добијат шанса своите фудбалски вештини да ги покажат на меѓународниот Јувентус камп, кој ќе се одржи во Торино од 11 до 15 јуни и во кој ќе земат учество најдобрите фудбалери од 30 земји во светот. Главниот тренер Лео Кароцо вели дека сите деца имаат талент и дека истиот се препознава многу брзо, а потоа е потребна напорна и посветена работа за достигнување светска слава и интернационален успех. Му се допаѓа организацијата и желбата на малите фудбалери да бидат дел од Јувентус кампот Македонија. На нашето прашање што можат децата да постигнат за 5 дена тренинг, ни одговори дека ќе научат многу техники, но покрај тоа, тренерите ќе бидат и во улога на скаути. Each boy have a talent. Секој дете има талент. Ние не сме тука само за скаутинг. Тука сме да им ги покажеме нашите методи, нашата филозофија, која не се однесува само на теренот, тука и надвор од него, со пријателите. Многу е важно да научат и да се дружат, не само да играат фудбал. Матеј, Дари и Габриел се дел од учесниците на Јувентус кампот Македонија. Имаат голема желба да покажат што научиле досега, но подготвени се и да научат нешто ново од реномираните италијански тренери. Да, прв пат учествувам и пред се доаѓам тука да се дружам со децата, да играме фудбал, да се забавуваме. А дали некаде тренираш фудбал? Па да, во клубот Мондано. И на која позиција играш? На гол. На гол, супер. А дали тренираш фудбал некаде? Тренирам Каде? во Мондано. Значи заедно тренирате. Да. И што мислиш денеска, што ќе се случува тука и другите денови, дали убаво ќе се поминате, дали ќе се дружите, дали веќе се запознат со другите фудбалери? Па ќе се дружиме, ќе се играме, ќе тренираме. Како се викаш? Габриел. Габриел, ти колку години имаш? 6. 6 години. А дали некаде ти на друго место тренираш фудбал освен на кампот? Да, во Спорт ТФ. На која позиција ќе играш фудбал сега? Лево напред. Помеѓу големиот број момчиња ја запознавме и Уна, која скоро една година е дел од фудбалските терени. Незините очекувања се дружење со врсниците и откривање на нови фудбалски вештини. Од каде се појави жилбата за фудбал кај тебе? Не знам. На која позиција играш ти? Напред, десно крило. Десна крила, супер. А дали некаде тренираш на друго место? Да. Во GG Спорт ТФ. Колку време тренираш? Па прилика скоро една година. На Јувентус кампот Македонија оваа година учество земаа и 15 деца од ДСОС детското село. Во општина Бутел утре ќе биде отворена ликовната изложба на делата од 8-та ликовна колонија Љубанци 2018. На изложбата ќе биде промовиран специјално подготвениот каталог 8-ма ликовна колонија Љубанци 2018, во кој се презентирани уметниците и нивните дела.
Во општина Бутал утре ќе биде отворена ликовната изложба на дела од 8-та ликовна колонија Љубанци 2018. Станува збор за 30 дела на 18 ликовни уметници, учесници на последната ликовна колонија, што традиционално се одржува во живописното Љубанци. Љубителите на ликовната уметност ќе имаат можност да видат 27 слики, 2 скулптури во дрво и една скулптура во мермер. На последната ликовна колонија, покрај македонските реномирани ликовни уметници Данчо Ордев, Владимир Лазовски, Орце Гогов, Новица Трајковски, Харалампија Манчев и други, учествуваа и уметниците од Србија, Владан Рангеловиќ, Наташа Радосавлевиќ Нара и Светислав Славковиќ Кајзер. На изложбата ќе биде промовиран специјално подготвениот каталог 8 ликовна колонија Љубанци 2018, во кој се презентирани уметниците и нивните дела. Најубавите 4 детски цртежи насликани на детскиот ден во рамките на ликовната колонија ќе бидат наградени. Регионалниот центар за управување со кризи информира дека неколку скопски населби и села утре ќе останат без електрична енергија поради редовни технички зафати во електродистрибутивната мрежа. Корисниците од зградата број 80 влез 2 на булеварот Партизански одреди во општина Карпаш утре од 9 до 10 часот ќе останат без напојување со електрична енергија. Од 8:30 до 15 часот без струја ќе бидат и корисниците од улицата Загребска, а од 8:30 до 11 часот и 30 минути без струја ќе бидат корисниците од сите непарни броеви од број 9 до број 23 на улицата Васил Ѓорѓов во општина Центар. Во периодот од 9 до 17 часот и 30 минути без напојување со електрична енергија ќе бидат и корисниците од село Долно Количани, а од 9 до 12 часот без струја ќе бидат корисниците од улицата Манчу Матаг во општина Ѓорче Петров. Како што информираат од регионалниот центар за управување со кризи на град Скопје, причина за прекинот во снабдувањето со електрична енергија е изведување планирани технички зафати во дистрибутивната електромрежа од страна на екипи на Ивана Македонија. Од утре, како што информираат од Управата за хидрометеоролошки работи, ќе настапи преодно стабилизирање на времето, додека од четврток до недела ќе биде значително потопло, но во попладневните часови ќе биде нестабилно со пораен дожд, грмежи и засилен ветер, локално со поинтензивни процеси. И за време на великденските празници не очекува слично време. Најнапред се очекува зголемување на температурата, но со можност за локални врнежи и грмежи. Утре температурата ќе го достигне 23 степен. В четврток ќе се движи од 10 до 25 степени, в петок од 11 до 26, а во сабота од 9 до 22 степена. Тоа беше и последната информација за ова издание на Урбаните вести. Повеќе информации ќе добиете доколку ја посетите нашата веб страна mtm.mk. Од мене, довидување.